Председателот на Синдикатот за образование, наука и култура, Јаким Неделков, се пожале дека за 3,5 месеци од работата на новата влада немале суштинска средба со Министерката за образование и наука, освен една протоколарна. А од друга страна од медиумите, рече постојано слушаат дека во образованието ќе следуваат длабоки реформи. Тој рече дека министерката и премиерот споменале намалување на наставни часови, намалување на предмети. Од СОНК велат дека енергично ќе застанат во одбрана на правата на работниците и нема да дозволат ниту еден негов член да остане на улица. За жал помина 3,5 месеци од работењето на новата влада. Раководството на СОНК и Министерството за образование начело со Министерката за образование си имаат протоколарно сретнати само еднаш, каде што и ништо посериозно не се разговараше. Згора на тоа, од медиумите постојано слушаме дека во образованието треба да следуваат длабоки реформи, каде што се предвидува, да, точно е дека и министерката и премиерот спомена намалување на наставни часови, намалување на предмети и така натака, што само по себе доведува до многу реален заклучок дека се планира технолошки вишок да има во основно и средно образование. Значи, не само по себе, него и премиерот отворено кажа дека некој ќе остане на улица. Тој некој, јас не знам кој ќе остане, меѓутоа сигурно членовите на СОНК нема да останат на улица. СОНК енергично ќе застане за одбрана на правата на работниците. И бидете сигурни дека нема да дозволи апсолутно ниту еден негов член да остане на улица. СОНК ја официализираше соработката со Синдикатот за образование на Албанија. Двата синдиката се договориле да организираат едукативни тренинзи за позасилена соработка, што ќе биде во интерес на вработените во образованието.